Непотребно се шират хистерија и шпекулации за повисоки цени на основните прехранбени производи. Македонија има на широка повластена листа со даночно олеснување во регионот, изјави денеска премиерот Димитар Ковачевски. Да погледнеме листата на повластени производи на 5%, на таа листа се 1600 производи кои што представуваат основни прехранбени артикли во нашата држава. И тоа е исто така најголемата листа на повластени по 5% даночна ставка производи кои што се користат во нашите домаќинства и од страна на нашите граѓани. Тука спаѓаат сите основни производи кои што се користат. Гледам дека постојаа шпекулации дека брашното ќе се покачило од 5 на 10, што не е точно, бидејќи основните типови на брашно кои што се користат во нашето домаќинство остануваат на 5%. Па се зборуваше кашкавалот ќе се покачал, гледам какви се шпекулации и хистерија се шири како и за сите други прашања, што не е точно, затоа што оние производи кои што ние ги користиме, кои што се произведуваат во нашата држава, кашкавалот, сирењата и така натаму, сите се на 5%. И се однесува на 1600 такви производи кои остануваат на 5%, вклучително што и за основните прехранбени производи кои што се користат во секојдневното исхрана на нашите граѓани, имаме гарантирани цени, кои што гарантирани цени сите исто така се останати на стапки од 5%. Во однос на реакциите дека некои производи како гриз, лутеница и други се ставени во графата на луксузни, Ковачевски објасни. Доколку постојат некои производи, бидејќи се работи на вистина за 1600 производи, ако има 1, 2 или 3 производи кои што на вистина представуваат во количини нешто што се користи на секојдневна основа, тогаш може да се разгледаат. Меѓутоа, листата е детално прегледана и сите производи кои што се со повластена стапка од 5%, тие се 1600 производи, значи 5% повластена стапка, се оние производи кои што во најголем дел се користат од страна на нашите граѓани во нивната секојдневна употреба. Оваа повластена листа на производи до крајот на годината инфлацијата кај прехранбените продукти треба да ја намали на 5%. Оптимист е премиерот. Не постои никаква селективност во спроведувањето на тие мерки и тоа сите го знаете од она што го комуницира државниот пазарен инспекторат и со тоа сметам дека до крајот на годината ќе дојдеме до она што го проектиравме и што го кажавме 5% инфлација која што ќе биде на ниво на едно од пониските во регионот и во